назад сме во отвореното студио 1 и во овој блок секако се разбира се дружите со мене и со колешката Елена Милошовска. И како што претходно најавивме, во овој дел ќе погледнаме едно интервју на колешката Андреа Чобанова со доктор Владимир Чадиковски. Еден оперативен зафат, секако од здравствената област, што е многу важен. За прв пат се спроведува кај нас во земјава поставен е песмейкер на 5-месечно бебе кое што имало нарушување на срцевиот ритам и при тоа секако имало проблеми, односно Даунов синдром. Па што значи всушност ова за кај нас развитокот на медицината и каков бил предизвикот да се превземе и направи еден ваков оперативен запад? Слушаме во продолжение и потоа се враќаме назад во студиото. Пред се ќе зборуваме за оној дел за поставениот пейсмейкер на, може да се каже, најмалиот пациент, односно 4,5-месечното бебе, но најпрво би сакала да го започнеме разговорот за гледачите, да им пообјасниме што значи пейсмейкер и кога е неопходно тој да се постави. Благодарам за поканата прво, што сте гости во институција. Значи, песмейкерот е апарат кој што дава струја, бака поедноставно кажано, на срцето, кога срцето не е во можност да го продуцира. Значи, срцето работи во еден координиран ритам и ако од различни причини, дали вродени или стекнати, значи јатрогени од некаква интервенција се наруши тоа струја во срцето, вие мора да помогнете да ставите некаков апарат да срцето добива струја да може да чука. Конкретно за песмейкерот има повеќе типови на песмейкери, кај децата не може да ги ставате тие песмейкери како што стават кај возрастните преку врат без операција. Овде морате да ставите перманентен песмейкер, мора да го отворите градниот кош и да го ставите под кожа. Апаратчето кај стомакот за да може електродите кои што носат струјата да бидат непосредно над самото срце. Во оваа прилика моравме да ставиме во оваа ситуација кај ова детенце. Што по поставувањето на пейсмейкерот? Дали пациентот на кој му е неопходно да се постави такво нешто, по завршувањето на операцијата се враќа во секојдневниот живот или има посебни предпазливост, терапија која треба да ја прима? Па претежно не само за пейсмейкерот, сите операции на срце кај деца бараат посебен третман постоперативен некој време. Бидејќи дехидрирано дете со срцев проблем оперирано и дете кој што нема операција на срце е огромна разлика и стално препорачуваме кога имаат некакви тешки инфекции да не се лечат сами, туку доаѓаат овде ги лечиме. Исто денес и за песмейкер. Значи он ќе бара одредена контрола некое време, бидејќи тој ритам го контролираме сега преку тоа апаратче, кој што професор Георгиев кој еден посебен апарат како лаптоп е огромен кој делува на менување на ритамот во односа на возраста на детето. Например, што е он помало, ритамот треба да е побрз, како оно расте, така тој ритам ќе го намалуваме. Значи, пред се една системска, доста захтевна работа. Дали кога ќе се постави пейсмейкерот, тоа би значило дека го носи до крајот на својот живот? Да, до крајот на својот живот, бидејќи тоа до крајот на живот значи некогаш се случува многу често бидејќи децата да најдат некој колатерален пат на струја, значи тој да со време сопствениот ритам се врати и да тој не е во функција, но секогаш е тука да затреба ако има недостаток од струја на некој начин за формирање на ритам. Од друга страна, они имаат подолго траен век пред да се промени, значи некој десетина години. Значи низ истото место не се отвара повеќе градниот кош и така натака, тука едноставно на стомакот каде што стои тој апарат се менува и се става нов и повторно десетина години може да го носи. Али голем број на луѓе живеат најнормален живот со песмейкер во себе. Веќе во текот на оваа недела извршена е успешна операција на бебенцето кое што го споменавме, релативно, односно најмлад пациент, 4,5 месеци, 5 килограми. Како помина операцијата и дали бебенцето е пуштено на домашно лекар? Да, нас ни е многу драго бидејќи тоа е навистина многу сладко дете, кое што е родено со многу тешка срцева мана во таа група 3 кои што влегуваат во доста тешки мани. Значи има огромен дефект на самото срце каде што и предкоморите и коморите се споени во еден огромен дефект и место да има две валвули, има една валвула која што вие морате да ја разграничите и да направите таа две валвули и да затворите таа преграда. Во принципот зашто кај голем број на деца кои што имаат ваков проблем завршуваат со песмейкер е тоа што на местото каде што ги раздвојувате валвулите, кај се ставате преграда, кај што ги затварате сите дупки,
кои што постојат во срцето, проаѓаат патиштата за струјата. И кај голем број на деца очекуваме после овие интервенции едноставно да има нарушување на ритамот. Кај 50% од децата некогаш нема потреба, кај некогаш најчесто има потреба да ставите пейсмейкер за да го одржувате тоа. Така да многу сме среќни бидејќи после првата операција се ставањето на пейсмейкер детето навистина во добра кондиција и се планира утре за домашно лекување, веќе се пушти на домашен третман. Да, веќе станува збор за релативно мал пациент, односно мало бебенца. Колку во просек трае операција на ваков тип на вградување на пейсмейкер? Па не само пейсмейкерот е пропратна работа во оваа ситуација. Значи ја стално потенцирам. Има како се гледа успехот на еден центар кој се занимава со ваква патологија на срце. Поготово за детски срца. Секаде во светот компликациите се движат околу 50%. Дали е тоа од обично крварење до блок на срцето. Прашањето во однос на морталитетот, значи на смртноста што имате, како вие ќе се справите со компликациите? Значи тие 50% што ги имате компликации, како вие ќе искочите победник да дојдете до 3 до 5% компликации? Тоа е пропратниот дел и успехот во оваа системска работа во моментот што имаме, што ние кога го опериравме ова дете, кој што навистина тешка операција и компликацијата која што се створи после таа интервенција, ние ја згриживме соодветно, детето си оди дома. Значи, кај голем број на деца и кај голем број на пациенти, гледаме сите тие можни компликации ги сведеме на минимум. Вие сте кардиохирург на најмалата категорија, односно на децата. Може ли да се каже со каков проблем најчесто се соочуваат дечињата од типот на кардиоваскуларните заболувања? Мислите во однос како да приметат дека се заболуваат? Како да приметат и како тоа навремено да се спречи? Како може родителот да забележи дека детенцето има проблем со срцето? По тоа неколку наврати јам кажам. Значи ние по бројот на живородени деца во Македонија, значи негде од 20.000 до 25.000, точно не знам бројка, ние очекуваме негде да имаме околу 250 деца со срцеви мани, од кои што половина од нив се за операција. Од кои што 80%, значи негде околу 80 деца од тие се раѓаат и бараат интервенција одма по самото раѓање. Претежно тоа се такви состојби каде што уште при самото раѓање се приметуваат дека имаат одреден срце проблем кој што мора итно да се згрижи. Кога се работи за друг тип на аномалии, срцеви аномалии кои што немаат таква галопирачка симптоматологија непосредно по самото раѓање, најчесто како се забележуваат, се откриваат случајно, а тоа едноставно детето забрзано дише, се знаат да се потат, знаат забрзано дишат, паѓаат во телесна тежина, едноставно не се храни добро. Јас стално го компарирам на студенти кои објаснувам, пробајте да дишете вие брзо и да ви дам супа да јадете, нема можете никогаш да јадете. Значи истиот тој принцип на првото што го забележуваат фамилиите. Значи едноставно пад на телесна тежина, забрзано дишање, тоа знаеме, хронични инфекции константни, да не излегуваат од болница, од обична пнеумонија, обична, сега да кажам, респираторна некаква инфекција која што по принцип треба да помине за 5 до 7 дена, тоа се пролонгира по 2 недели, па повторно се враќаат, значи прво што се исклучува некаква срцева мана. Да, и за крај би сакала да ве прашам, има ли некој дел од препораки за тоа како може подобро да се зачува здравјето, односно срцето да се зачува, има ли некој, дали алтернативно, дали родителите може нешто за јакнување на тој дел, да не дојде до некоја можна компликација понатаму, или тоа е нешто што не може да се спречи? Па не, конкретно ова прашање за понатамошен дел може треба со Митрев да зборите, он е повеќе експерт за тие работи кои се повози. За детскиот дел се претежно работи кои што се вродени. Вродени значат работи кои што вие мора да ги коригирате во моментот, иако јас стално викам, ако срцето е добро коригирано, вие можете да се борите против сите органи. Ако оно не е коригирано како што треба, сите органи попуштат. Колку и да сакате да го субституирате, тоа не може да постигнете. Значи, примерно, збориме за деца кои што се на мајчино млеко, кои што добиваат све тоа што е неопходно за почетокот да растат. Добрата позиција на сите овие мани, после интервенцијата и добро завршена работа, збориме за патологија која што апсолутно имаат нормален живот без никакви проблеми понатака. Значи може да спортуваат, може да играат, може да бидат војници, све што сакаат.